Улиците и сокаците во населбата Култук во Тетово се полни со нерамнини и дупки на калдрмата. Неодамнешните поројни дождови ја влошија состојбата, па сега има и остатоци од песок. Жителите се жалат на негрижа на институциите за патната инфраструктура на ова подрачје во стариот дел на градот. Велат дека досега не е направена ниту една поправка. Улиците се пропаднати за никаде, ископани често пати, еве сега дождовите кога и беа, се ископајат комплетно коцката, на многу места се ископа, горе некој што копа целокупно дождот, водата што донесе кал и песок, го донесе овде, нешто самиот народ чистеше овдека, нешто остана, гледате како е, што е. Овие дупкеве не можеме да проаѓаме од ауто поради тоа што и они не се криви. Самите дупке прават да и мие и возилава проаѓаме на исто место. Многу често се случува да се плашиш да не се случи нешто, да не те чукне некој. Никој не интервенирал уврска со поправка или преправка на улиците. 100% тоа ви гарантирам дека нема никој дојдено за да интервенира. Преку населбата поминуваат жителите на шарпланинските села, бидејќи тоа е единствениот пат кој ги поврзува со градот. Се жалат дека лошата сообраќајна инфраструктура им ги оштетува возилата. Катастрофа, ово нема нигде. Више плаќаме за поправка него што кошта ауто. Па се гледа и Секојдневно тука проаѓате? да. Дополнително поради градежни работи кои се изведуваат над населбата настанало запушување на атмосферската канализација, па жителите се жалат дека водата им влегува по домовите. Со шахтите то земјата е сега, инако си идеше водата. Нормално си течеше. Сега овдека тече водава, тече, а вамо на овие шахта гледам капка не тече. Тоа тече од оздола и влага во. Видовте вие визбата каква е водена. Што да ви кажем, ова со годиниште, јас сум 80 годишен човек, ова е више невидено е. Ова река била овдек. Па не ќе влага у куќа, ќе влага ако треба на спрат и чине горе на како. Од општината пак велат дека имаат план за уредување на калдрмата во стариот дел на градот, како и за чистење на атмосферската канализација.